Од воен генерал и учесник во конфликтот од 2001 година до политичар и директор на ДЗС. Во денешното интервју на Радио СНМК разговараме со генерал Стојан Чангелов. Генерале, добар ден. Благодариме за посетата и за одвоеното време. Добро ве, најдов благодарам за можност. Имавме малку простор да го договориме овој интервју, бидејќи се наоѓаме во сезона на пожари и многу кризи во моментов. Какве состојбат утрово? Јас сум максимално отворен за сите македонски медиуми, наоѓам време, бидејќи граѓаните треба да бидат запознати со опасностите кои што ги носат пожарите, затоа што на тој начин ја зголемуваме свесноста кај населението, а тоа ни делува, ни помага превентивно, бидејќи граѓаните, знаејќи дека од една искра може да се создаде катастрофа, се многу повнимателни. И тоа е една од причината што оваа година поминуваме за нијанса полесно отколку минатите години. Прично сте активен на социјалните мрежи. Еве кога ги спомнате веќе искрите, пред некој ден имавте и видео. Се обидувате да ги користите социјалните мрежи како платформа за едукација, претпоставувам? Последниот еден месец претходно нема време за социјалните мрежи, но тоа е дел од мојата работа, бидејќи преку телевизиите се информираат само еден дел од населението и тоа претежно повозрастните, споруваме во глобала, но социјалните мрежи допира до една друга категорија на граѓани и не само по младите, би рекол дека и повозрастните, а има примери на највозрастни луѓе кои што се активни, дали на Facebook, дали на некоја друга социјална мрежа, дали оние кратки шорт видеа на YouTube и така натака. Но во секој случај, социјалните мрежи се платформи кои што ни нудат нашите предупредувања за опасностите од пожарите, начинот на кој што тие се предизвикуваат, ги приближиме до граѓаните и верувам дека во тоа успеваме, бидејќи кога граѓаните ќе ги приближите дека едно обично навидум наивно поведение, како што е сечење со брусалица, еден класичен мајстор кој што цела година работи со брусалица, при тоа ниту во една прилика не загрозил никого, ако тоа го прави на место каде што има сува трева, сува вегетација, доволна една искра за вистинска катастрофа. И ја подигнуваме свесноста кај нив, бидејќи знаете кога тие работат. Так. Сега го фативме примерот со мајсторите кои што работат со алат кој искри, дали е тоа апарат за заварување, дали е брусалица или друг алат, немат свесност дека може да предизвикат пожар, бидејќи местата каде што работат, можноста тоа да се случи е минимална. Но немат свесност некој од нив сега, некои имат, но како и да сметам дека нема зијан ако ние покажеме дека таквото поведение може да предизвика катастрофа или фрлањето на отпушок од цигари, кој што е многу потценето, во смисло дека нема шанси од отпушок од цигара да дојде до пожар. Има и тоа голема шанса, бидејќи ако ние пресметаме колку луѓе дневно се движат на места каде што има опасност од пожар, а се пушачи кои што од пушоците обично ги фрлаат надвор, дали од возило во движење, дали додека тие самите се движат. Ако се работи за илјадници луѓе кои што денес ќе запалат по неколку цигари, и ако тоа го пресметаме во апсолутна бројка, ние само по патиштата неодговорни луѓе кои што фрлаат пикавци има, за жал се уште, во природа уште повеќе, затоа што ако некој се движи во природа, ретки се оние кои што ќе го стават пикавецот во шишница со малку вода и ќе го затворат и ќе го носат со нив до крајот на патувањето. Огромната бројка овозможува или е опасност поточно да некој од тие отпушоци да предизвикат пожар. 2024 година, ако не се лажам, беше една од најтрагичните години со пожари во Македонија. Изгореа рекордни површини на шума. Каква е ситуацијата оваа година? Значително подобра. Најпрво не послужија временските прилики, бидејќи имаше дождови, можеби ретки, можеби слаби, локални, од време на време, но ја влажнеа вегетацијата, сувоста на вегетацијата е помала во однос на минатата година. И тоа беше една од причините да имаме малку полесна работа, но не и клучна. Сметам дека и пристапот на владата овој пат беше многу посериозен, бидејќи кризна состојба беше прогласена пред воопшто да започнат пожарите, односно на 1 јули. Не чекавме како сите минати години да почнат пожарите, па да прогласиме кризна состојба, туку таа беше прогласена превентивно однапред, а пожарите набрзо потоа и започнаа. И тоа би рекол многу рано, како што беа пожарите во Штип.
И исто така организацијски направивме одредени промени, иако сум директор во Дирекцијата за заштита и спасување, јас го предводам и главниот штаб за управување со кризи, кој што е сместен во ЦУК, така што сите информации се сепак концентрирани на едно место и координацијата е на едно завидно ниво со оглед на условите во нашата држава. Вие веќе соработувате со две влади. Бевте во владата на СДСМ, сега сте во владата на ВМРО-ДПМНЕ. Велите малце подобро оди сега координацијата за разлика од претходно. Каде го лоцирате проблемот? Со оглед на тоа дека сте биле и таму и тука. Проблем не гледам никаде. Јас и во минатата влада имав максимално одврзани раце, работев со два премиери, односно премиерот Зоран Заев, кој што ме постави, по негов предлог бев поставен на позицијата директор на ЦУК, потоа премиерот Ковачевски, имав максимално коректна соработка со нив и максимално одврзани раце во текот на летото во делот на ресурсите, но сепак во ова влада има една клучна разлика. Сметам дека мојата моќ како раководител на главниот штаб за управување со кризи, командант на штабот на силите за заштита и спасување е значително поголема, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ функционираат поинаку и сега ова нема да се допадне на некои кои што слушат. Аз сум бил во другата влада, но сепак функционираат како војска. Наредбите одат вертикално, значи се извршуваат. Се знае дека кога премиерот ќе даде одредена задача, оние кои што се подредени, почнувајќи од министрите или кога министрите ќе дадат задачи на нивните подредени, моја перцепција дека се извршуваат со малку посериозно, односно значително посериозно и поодговорно и има една поголема контрола, би рекол. Сака да кажете, претходната влада беше помека и подемократска, овде е малку постигната структурата. Не се работи, тоа не, видете, ако некој одговорно ја врши работа, овде не се работи за демократија. Так. Ние земаме плата од граѓаните, ние работиме за граѓаните и ние сме должни да дадеме се од себе. Ако некој не може да се снајде, треба самиот да се повлече. Така што тоа е едно, граѓаните имат право од луѓето кои што се на било која функција, на било која позиција, да го добијат она кој што тие го плаќаат. Така што сметам дека овде одговорноста е поголема и тоа е еден добар момент. Не е поврзан со демократијата во тој дел дека сега, знаете, во јавноста секакви работи ќе слушнете, но сметам дека демократската клима и сега е на едно завидно ниво. Така. Кај ви е поудобно? Во ЦУК или сега во ДЗС? Удобност не е од аспект на удобност ниту таму, ниту овде, бидејќи постојано си наоѓам работа, постојано работа. Предизвикот овде е поголем, бидејќи ќе повторам, јас го водам и главниот штаб за управување со кризи, кој што го водев и како директор на ЦУК, така што во случај на криза, повторно сите ресурси, сите државни ресурси се под штабот кој што го предводам јас. Се работи за голема одговорност, но јас секој пат сум сакал предизвик, секој пат сум сакал да работам и на терен и тоа на мене ми овозможува понекогаш во оваа работа да наоѓам и задоволство, бидејќи сепак одењето на терен, предизвиците, решавањето на проблемите, знаејќи дека понекој пат со вашите активности помагате да биде спречен некој голем пожар, спасувањето на човечки живот, човечки имот, за мене е императив да продолжам вака да работам. Значи, одговорот дали удобно ваму или таму се зависи од кој аспект го гледаме. Так. Кажете ми, дали остана некои работи незавршени во ЦУК? На што најмногу се гордеете во ЦУК? 112 беше, чинам, еден од вашите главни проекти тогаш. За почеток ќе кажам дека пред јас да дојдам на чело на ЦУК, институцијата беше апсолутно непозната. Барем тоа вие од медиумите го тврдевте. Так. Многу малку луѓе има слушнато за ЦУК. Може би само вработените уште понекои. Јас работев во МВР, јас минував под мојата канцеларија, условно моја, додека бев директор на ЦУК, а не знаев дека е тоа зграда на ЦУК. Пријавницата на МВР е во зградата на ЦУК на Приземје. Најпрво што успеавме за нецела година да, ајде да кажеме, да го ребрендирам Центарот за управување со кризи, бидејќи претходно бил можеби кај оние кои што го знаеле, ако воопшто сметаме дека бил бренд, но луѓето слушнаа дека постои Центар за управување со кризи кој што има големи законски надлежности, кој што ја ги користев
максимално за доброто на граѓаните. Како проектот пријави опасност, верувам дека ќе се сетите на него, ние бевме максимално отворени било кој граѓанин кој ќе се соочи со било каква опасност да се јави, и ние веднаш реагиравме кај надлежните институции. И еве ова компарацијата за која што предмалку ме прашавте, значи јас тогаш имав одврзани раце од владата да се замешам во полето, во активностите фактички на било која друга државна институција, министерство или друга агенција, директорат, како што беше примерот со мостовите, кога утврдивме дека еден дел од мостовите не се исправни, но и многу други активности за кои што понекогаш бев и исмеван во јавноста, но на крај се покажа дека треба сериозно да се сваќаат сите оние опасности кои што навидум се мали, но ние не треба да чекаме некој да загине, но пак ќе кажам дека тогаш постоеше една поголема инертност. Подредените не ги спроведуваа потребните работи за да се отстрани опасноста, зашто повеќе пати имам јавно реагирано. Имам јавно реагирано за иста работа по многу пати, додека сега состојбата е поинаква. Доволно е, веќе јавно не ги ни кажувам некои работи, на дневна основа ги добивам јас во Дирекцијата за заштита и спасување, директно мејлови или на мојот телефон, ние пуштаме до надлежните институции укажување дека има одредена опасност, почнувајќи од бандери кои што постои опасност да паднат, други некои опасности да не ги набројувам, и имаме многу побрза реакција. Но овој проект пријави опасност за мене исто така е многу значаен. Во ЦУК се разбира проектот 112 кој што го затекна во одредена фаза, значи и луѓето пред мене работеле, тој не е само мој, да не го присвојувам успехот дека е само мој. Има луѓе кои што претходно работеле, луѓе кои што со мене работеа. Јас го водев тимот, мојата заслуга е во тоа што ги притиснав максимум да се забрза, имаш и обиди оправдани да се истиот развлече, бидејќи се студиравме со неверојатни пречки за кои што сега не би зборувал, бидејќи ќе добијат поинаква политичка конотација. Така. Морам да бидам внимателен на збороите. Да беше претходната, да беше овој интервју пред неколку години, ќе го кажев тогаш. Бидејќи сега ќе излезе дека напаѓам претходната влада. Не се работи, значи некои работи едноставно морав да го барам тогашниот премиер за да ги извлечеме од инерција. Знаете, тоа е неверојатно, бидејќи некои работи едноставно не функционира, но на крај со тој тим кој што го имаше во ЦУК, беше еден мал тим, но даде тимот се од себе, 112 заживеа и функционира до ден денес, но таму треба уште да се работи. Треба значителни надградување на тој систем. 25-та година, ако не се лажам, ја спомнавте идејата за можно соединување на ДЗС и ЦУК со нов закон. Докаде е таа работа? Се работи. Во овој момент вице-премиерот го работи овој дел и Љупчо Димовски конкретно формирано едно работно тело во владата, има еден сериозен пристап, целата работа се развлекува бидејќи е многу по комплексна од она што навидум изгледа. Не се работи само за двете институции, да, функциите на двете институции треба да бидат. Ќе се подобри ли тогаш функционирањето со кризните состојби во државата? Би требало. Тоа би била идејата за спојувањето. Бидејќи факт е дека и во ЦУК и во ДЗС има луѓе кои што не се искористени максимум, има луѓе кои што воопшто не се искористени. Мојот став е дека со истата бројка на луѓе ние во новата институција може да имаме една специјална единица од 120 луѓе за цивилна заштита, која што би ги работела сите оние работи кои што локалните сили немаат капацитет да ги изработат, и на тој начин од полицијата и армијата би ги тргнале несуштинските дејности. Не е работа на полицајците и на војниците да гасат пожари, да вадат давеници од езера, од реки и така натака, еден спасување на луѓе од планини. Има многу споредни работи кои што за жал се уште ги работат припадниците на полицијата, понекогаш и на армијата, и во периодот додека бев во ЦУК и сега, но јас ова година јавно најавив дека припадниците на полицијата и армијата ќе бидат ангажирани само во некој не дај Боже ситуација, значи во случај на некој голем пожар кој што загрозува повеќе луѓе или имот, и мојот фокус беше да се потпрам на другите ресурси кои што можам да ги обезбедам. Од тие причини ние ангажиравме со договорно дело одредена бројка на возачи на оние специјални пренаменети возила, Принц Гауери и БТРи, да, кои што вршат одлична работа. Возилата се стари, но се сервисирани уредно
Истите се функционални, со нив можеме да одеме на терен, веќе неколку пати интервениравме. Нив ги чуваме за пожари каде што локалните власти ќе побарат поддршка од нас, но воедно работев подолго време и на соработка со доброволните противпожарни друштва, одржав низа на средби, работни средби. Пред можеби веќе еден месец направивме едно постројување на доброволните пожарникари, дојдоа нешто повеќе од 250 луѓе. За прв пат во државата се собраа толку доброволци на едно место. Немало ни приближно собирање на нивно на било кое место. Целта ми беше... Кој ги обучува доброволците? Основната обука ја прави ДЗС, но може тоа да го направи Противпожарниот сојуз. Понатака тие сами одат на обука. Ние ова пролет испративме една група од 30 луѓе во Словенија. Затоа што е малку комплексно обичен граѓанин кој што не е професионално во системот на противпожарна заштита, да го праќаме на терен да се бори со огнени стихи. Затоа ве прашувам како изгледа таа обука, дали е доволно квалитетна и дали е функционална? Овде треба многу да се работи. Јас во моите помлади години работев обука во специјалната единица. Обуката треба да биде системска. Обуката сегашна содржи многу слабости, но работам на тоа. Потребно е време за да се уреди целиот тој систем. Во генерално сега обуката се состои од 2 дена предавање. Так. Заради запознавање. Сметате дека тоа доволно? Не, апсолутно не, но видете, при одење на терен луѓето прво секогаш учествуваат на послави, гасење на послави пожари. Зборуваме сега за доброволците и за гасење на пожари на отворен простор, да не дојде до забуна. Јасно. Бидејќи кога во Рилсови се вадат ваквите мои изјави, се добива впечатено дека зборувам за сите пожарникари. Пожарникар во Скопската бригада има сериозна обука пред да влезе во некоја зграда. Да, зборуваме за доброволците. Но за тоа ќе си го повикате командантот, кој што е извореден професионалец, повеќе од 30 години е таму. Кога сме веќе за пожариве и за техниката, имаме ли доволно техника, доволно возила, доволно противпожарни апарати, доволно црева? Капацитетите овие години се зголемени, но доволно се разбира дека нема. Нема ниту една држава, тоа постојано го повторувам. Погледнете што се случи во Франција, во Италија, во Шпанија, во Грција, па и во Турција секој лето. Во Грција падна хеликоптер, имаме загинати пожарникари, во Франција имаме загинати пожарникари. И замислете колку е мокна Франција во споредба со Македонија. Каква армија имаат, какви ресурси имаат, ако направиме аналогија дека и нивните противпожарни единици се сигурно во однос на македонските посилни, како што е посилна француската армија, во однос на македонската. Па погледнете што и се случува. Бараа меѓународна помош и повторно не може да се справат. Им помогнат со огнот, на вистина нема шега. Ние не бевме во можност да помогнеме и дури можевме символично да испратиме некоја група од 30 на луѓе, но тоа немаше да има никакви ефекти. Таму имаше илјадници пожарникари, десетици, можеби стотици воздухоплови, повторно не можеа да воспостават контрола, бидејќи таму се случи еден посебен феномен за кој што не би зборувал вие и како медиум редовно, мислам дека објавувавте ги покривавте овие пожари. И од овде правиме една аналогија со Македонија, дека ние имаме ресурси, секој година тие се подобруваат, последните неколку години се набавени и нови возила, дел од нив се донација, нешто е купено, но и доста возила кои што беа со ситни дефекти на паркинзите се поправени, бројка што не е за подценување, ако на тоа ги додадеме овие 40 на специјални возила, состојбата е подобрена. За прв пат ова лето, после долги години, имавме 3 исправни сервисирани ер-трактори, кои што се во дирекцијата која што ја предводам со 3 функционални пилоти. Всушност требаше да имаме 5 пилоти, но 2 напушти. Еден отиде за многу повисока плата на друга работа, во друга приватна компанија, во друга држава, а едниот напушти во очи на почеток на пожарите, кој што имаше договорно дело по возрастен пилот. Не очекував дека ќе напушти, мислев дека и ова сезона ќе ја истера, но не може човек да присилите да лета. Тројцата пилоти даваат максимум од себе, морам да ги пофалам затоа што луѓето секојдневно имаме 3 пилоти и 3 активни ер-трактори. Да, но во овој момент тие се можеби, бидејќи него да одговори прашањето зошто се подобри, зошто е подобро состојбата со пожарите. Ова лето ер-тракторите имаат исто така клучна улога, но и самите пожарникари. Оваа година одговорот е значително побрз. Значи, кога ќе се појави пожар, имаме силен и брз почетен удар кој што допринесува пожарите да се стават под контрола,
потоа да се изгасат во прва фаза. Секаде оному каде што ќе процениме дека постои опасност некој пожар да прерасне во посериозен пожар, веднаш ги пуштам тракторите. Тие се под моја директна команда и не чекам. Воедно во јуни дојде до измена на мојот предлог, се промени законот за заштита и спасување и во делот на командувањето е направено поедноставување, односно во итни ситуации можам да наредам директна употреба на сите сили за заштита и спасување. Значи не морам да чекам барање од градоначалникот, кој што и не е проблем да се добие, но понекогаш градоначалникот може да е недостапен, може да е на одмор, да е на свадба, да спие, да е болен. Имам икс причини кога ради формални причини доцнеле сите овие постапки, иако јас секој пат сум и порано ризикувал, па подоцна сме ги средувале тие формални барања. Но сега е многу полесно и ова е во контекст на оно што го кажав за оваа влада. Значи сите бирократски процедури се поедноставени до максимум, бидејќи бирократските процедури знаат толку многу да услужат да загрозат човечки животи. Затоа што ако ја не го променев законот, а дадев наредба некаде да испратам одредени сили, за кои што однапред требало градоначалникот да ги побара, и потоа во ноември ќе дојде ревизија, нормална ревизија, луѓето ќе проверат дали се било во согласно со законот и ќе заклучат дека јас сум го кршил законот или подзаконските акти. И тие ќе бидат во право. Но уште повеќе јас сум во право, бидејќи кога гори, кога има опасност некој да загине или да изгорат куќи, села, тогаш вие немате време да се занимавате со бирократски работи. Затоа сметам дека ги максимално поедноставивме овие 2 години. Минатата година направивме измени, мислам на иницијација, да речем, на главниот штаб, направивме измени на законот за управување со кризи, со кој што премиерот доби можност од составот на главниот штаб да бира лице кој што ќе раководи со главниот штаб. Предходно беше облигаторно тоа да биде директорот на ЦУК. Премиерот одлучи јас да го водам тој главен штаб. Оваа година ги зголемиме овластувањата во делот на командувањето и сите овие кратење на бирократските процедури, кога едно лице, кое што е на врвот на штабот, значи сепак ние сме штаб, јас не ги носам само одлуките, но на тој начин се крати време и еве ги резултатите може да ги видиме ова лето. Кога сме веќе на тема бирократија, рековме пред интервјуво, не можеме многу да зборуваме за НАТО заради класифицираноста на податоците, но може да ве прашам со Европската дирекција за заштита и безбедност, како функционирате? Барате ли помош, ни бараат ли помош, како е целокупната комуникација? НАТО не го користиме за помош при гаснење на пожари, иако и таму постои алатка која што може, односно механизам да се активира. Европската унија има еден механизам за цивилна заштита, кој што во суштина пружа помош на оние држави кои што тоа ќе го побарат. Постои систем, се разбира, ние сме членки во тој систем и кога на некој држави треба помош, таа пријавува потреба и конкретно, бидејќи ние предходно дека бе во ЦУК баравме во неколку наврати помош. И ние ми добивавме, така? Да, добивме во неколку наврати и воздухоплови, ги мешам годините, ова ми е 6-то лето. Пред 3 лета имавме сериозни пожари во Јасен, кога одеднаш работеа можеби 15 воздухоплови и ефектот беше многу мал. Та направам сега споредба со Франција, каде што беше пожарот многу поголем. Значи, по активирање на тој механизам, државите кои што имаат декларирано ресурси, доколку се во можност, ги испраќаат ресурсите. Колку брзо оди таа? Од пријавување до доаѓање? Брзо е пак еден ден. Так. Најбрзо што може. Значи и таму има бирократски процедури, папирологија, кои што треба да бидат запазени, потоа треба да се подготват леталата или луѓето, ако се помага со луѓе, треба истите да тргнат на пат, да стигнат до дестинацијата оному каде што помошта е неопходна. И ние за прв пат ова лето деклариравме 2 трактори за гасење во странство, доколку треба помош, мислејќи пред се на соседството, но условот е доколку кај нас нема пожари, бидејќи во овој момент кај нас на дневна основа ние немаме под 25 пожари. Знаете, кај луѓето постои перцепција дека нема пожари, а ние секојдневно ги објавуваме дека нема перцепција. Мислам дека прилично се информирани. Не, ама бидејќи немаме како ланските, помали се пожарите. Значително е помирно во однос на минатата година. Но тоа е благодарение на оно што досега го набројав. Брза почетна реакција на пожарникарите, употреба на тракторите, подобрување
функционално на целиот систем, зборувам во од аспект на командување. Каде е некритично? Каде имате најмногу пожари? Целата држава, освен западниот дел, кој што е зелен. И сега секој лето се појаваат теории на заговор, зашто таму нема. Западна Македонија е зелена. Имаме високи планини, многу вода, повеќе врнежи, но и таму почнуваат пожарите. Втора половина, би рекол, на јули, имаме на август, извинам. И во септември имаме пожари. Најкритични се разбира јужните делови на државата, југоисточните, централните. Имаме во Кумановско. Спомнавте пиромани, имаме уште пиромани? Каде што има неодговорни луѓе. Пиромани има најмалку. Пожари предизвикани од пиромани можеби има многу ретко, така што не би ги ни третирал. А што е најголемата причина? Генерално небрежност, ненамерно предизвикување на пожари. Верувате во тоа? Верувам во тоа, да. Затоа што кога еден земјоделец си ги пали страништата, тој не сака да изгори шумата. Тој сака да се ослободи од остатокот од земјоделска култура кој што му смета и не знае што со него. Нема ли друг механизам да им се објасни на тие луѓе? Има, тој чини пари. Ајде да го објасниме тука. Тој чини пари, не, за ова ќе си повикате земјоделски експерти. Не, јас ги знам механизмите. Значи, порано кога чувале луѓето многу стока, житните култури ги сечеле веднаш над земјата, од нив правеле слама. Таа слама некој користел за правење малтер, друг за градежен материјал, правеле колиби од нив, правеле храна за животните, за стоката зимно време. Одредена не можела да се користи за таа намена. Сега имаме можност да се испрска со химикалија истата да се уништи на тој начин, но не би навлегол овие сепак се работи за култура. И стручни прашања се, но верувате дека некој кој што тоа го наследил од неговите предци ќе продолжи да го практикува. И значи земјоделецот немал зла намера. Понатака во планините, верувам, знаете, има едни смреки високи до колена или еве до половина. И тие се шират многу брзо, многу се агресивни во ширењето. Тие го зафаќат пасиштето, сточарите не може да ги пасат, да го пасат добитокот. Тие не се уште овци на многу места. И со горењето на овие смреки, тие си отварат простор за пасишта. Од друга страна, и кога ќе се изгори некој трева, на наредниот дожд повторно изникнува нова зелена трева. И нивната намера не е да предизвикат пожар, туку да направат зелено пасиште, но тоа е многу погрешно. Штетите се огромни, затоа апелирам, се обидам преку овие мои видеа, имам сценарио смислено самиот за уште неколку вакви видеа кои што ќе бидат едукативни. Може би некому ќе му бидат и смешни, но во секој случај мене ми е целта едноставна да продрам до што повеќе граѓани. Некој ќе ве речат инфлуенсер, меѓутоа сметате ли дека вие со вашите видеа вршите едукација кај народот? Мојата цел е јас да бидам инфлуенсер во оно што го работам. Каков директор би бил јас ако немам влијание? А што значи зборот инфлуенсер? Влијателен. Дали јас треба да имам влијание кога ќе кажам не фрлајте отпушок од цигари? И да, ја треба да бидам влијателен. Сте видели вие ја да објавам други видеа? Објавам видеа околу поврзани со оно што го работам. Ви одзема многу време комуникацијата. Јас не одам на некое патување да рекламирам некој од моралиште и така натаму. Ми одзема скапоцено време, бидејќи сам го работам тоа. И треба да имате добар желудник за да се справите со социјалните мрежи, бидејќи користам понекој пат герила маркетинг. Односно, така го нарекувате кој ќе се скарате некогаш со некого? Не, користам навредливи изрази. Многу ретко, но користам. Ако некој користи вулгарни изрази за мене или пцовки, се разбира дека заслужил да му вратам, иако јас тоа не морам да го правам. Целта е да јас развивам под моите видеа дискусија, бидејќи алгоритмот на Facebook тоа го препознава и го крева видеото горе. Ја однапред знам дека трпам одредена штета, но знаете, нема идеално. Вие не може да соберете 100 поена од било која активност. Јас размислувам генералски. Со моите потези ќе претрпам одредена штета. Тоа е како во војна, праќат една единица од една, друга единица од друга страна, свесни дека едната ќе ја потепат, ама за тоа време вие ќе ја добиете битката или војната и имате колатерална штета. Овде колатерална штета е дел од мојот углед, бидејќи секојдневно сум изложен на вредливи изрази, но правев некои истражувања кои што се многу релевантни. Мојот заклучок е дека помалку од 1000 луѓе ме мразат, а повеќе од милион ме сакат. Так. Јас каде додам на улица, не идувам на луѓе кои што ми приоѓат, ми се заблагодаруваат, ми укажуваат или ќе кажат некој пофален збор. Оние кои што се најзлобни во намерите, највулгарни, кои што навредуваат се многу малку. За жал тие се најагресивни, најмногу ги имаме и се создава една лажна перцепција дека кога ќе погледнете видео
има 500.000 гледаност, одоздолу има 200 коментари негативни. Вие добивате представа дека еве сите негативно се изразиле. Знаете колку е 200 од 500.000? Тоа е афионово зрнце, тоа едноставно е сосем малку, но бидејќи луѓето сака да дзиркат во коментарите, не сите, некои, и може да има влијание врз нив, но со овој проблем се судира од сите јавни личности, не само јас. И не само од политиката. Ви зема многу енергија. Спортот, морам да кажам дека ми зема енергија. Време пред се енергија. Јас сум отрпнат, јас сум... Наоѓате? Не, но тоа е дел од мојата работа, ја не го правам тоа од забава. И има еден народен израз корисни и, нема да го кажам цел, знаете на што мислам. Тие луѓе кои што мене ме навредува во коментарите, уствари ми прават услуга бидејќи го прават видлив мојот статус. Се разбира, треба да имате желудник. Оти јас можам да задолжам друг да го работи мојот Facebook профил или Instagram профил, да ги бриши негативните коментари и веднаш да ги блокира оние кои што навредуваат и сум така ќе ги намалам. Јас не го правам тоа. Освен ако некој не претерува во вулгарност, тогаш ги блокирам. Так. Зборувавме со генералот Стојанче, зборувавме со директорот Стојанче, ајде малку со политичарот Стојанче. Може? Каде гледате Македонија? Дали мислите дека уште долго ќе може да обстои оваа форма, чекајќи пред вратите на ЕУ, колку што чека во моментов? Македонија ќе обстои. Дали е тоа подобро или полошо, е прашање, но генерално и јас и вие, и власт и опозицијата се свесни дека барањето бугарите да влезат во уставот не е посебно барање од бугарска страна и сите ние сме свесни дека и ако ги внесеме бугарите во уставот, ќе се појават веднаш потоа нови барања. И свесни сме дека тешко дека Македонија ќе влезе во Европската унија. Јас сум најголем поборник за влез во Европската унија, но не верувам дека во некое разумно време ние ќе станеме членка на Европската унија, освен ако не се сменат правилата, нешто што го најавуваше премиерот. Но нешто што е навистина тешко дека ќе се случи, но не е исклучено како можност. Од време на време се појават различни мислења дека постои таква можност. Мислите ли дека ќе се појави некој процес набрзо кој што ќе ги отклучи преговорите? Сепак сте во владата. Какво е вашето чувство? Јас сум за пожари и спасување луѓе. А да ве прашам нешто? Ајде. А да не го исечете ова прашање? Никако. Мислите ли вие дека ако денес бугарите влезат во устав, дека ние ќе станеме членка на Европска унија во догледно време? Зависи како ќе ги спроведеме реформите. Ако ме прашувате мене лично. А комисијата со Бугарија? Комисијата не е дел од преговорачкиот процес. Не. Ама Бугарија може да не стопира за екологијата или за Охридското езеро. Секој може за било што. Ги следете медиумите во Бугарија, знаете дека и во Бугарија постои еден многу негативен наратив. Мислите ли дека мора да се бара некакво решение? Мислите дека решението е да чекаме бесконечно да седиме? Статус кво? Ставот на оваа влада и на премиерот е некој да понуди гаранции. Свесни сме дека тоа е тешко. Марта Козвеќе рече, никој не добил гаранции, ниту па Македонија дека ќе добија. Па еве ве прашувам, дали ако ги внесеме бугарите во уставот, Македонија ќе стане членка на Европската унија? Тоа би бил првиот чекор за отварање на преговорите. Јас се сомневам дека реформите ќе бидат единствен критериум, колку пати тоа не било кажано. Која жртва ја направи премиерот Зоран Заев? Беше изложен. Додавката северна, кнедлата која што моравме да ја проголтаме, за да станеме членка на НАТО и Европската унија. До кога треба да не лажат? Генерале, благодарам за интервјуто. Нема да ви одземаме повеќе време, знаеме дека треба да одите на терен. И со лесно. Благодарам на можноста, се гледаме во следна прилика. Благодарам. Ви благодарам и на вас на вниманието. Следете на racin.mak. Пријатно.